Спремни ли сте за новата сезона во Пониква? Снежната убавица оваа година ви нуди нови изненадувања. Комплетно уредени ски патеки, сноуборд парк, ратрак и моторна санка, ноќно скијање и топови за вештачки снег. Бисерот на Осоговијата ве очекува. Од страна се изгледа лесно. Секој си вели и јас можам. Не можете ни да се замислите што се е потребно за да се дојде до резултат, да се постигне целта. Колку потрошено време, колку вложен труд, колку многу луѓе кои се вклучени во процесот. Но тука е одговорноста. Знаеш дека целата земја гледа во тебе. Не смееш да ги разочараш. Само со правилно користење на ресурсите може да се стигне до врвот и да се остане таму. За енергетски независна Македонија. Електрани на Македонија. Енергијата на нашата земја. Децата се нашата најголема грижа. Со цел зголемување и подобрување на капацитетите за згрижувањето и воспитувањето на децата од предучилишна возраст, донесовме пакет мерки за стимулирање на изградба и отворање на приватни детски градинки. Продажба на градежното земјиште со почетна цена од 1 евро за метар квадратен. Намалување на цената на комуналните такси за 95%. Вклучување на приватните градинки во поволните кредитни линии за изградба и опремување на детски градинки преку Македонската банка за поддршка на развојот. Дополнително е изработена листа на слободни подготвени локации на градежно земјиште за изградба, како и неискористени објекти кои ќе можат да се продадат, дадат под закуп, јавно-приватно партнерство или концесија со намена истите да се реконструираат и адаптираат во приватни детски градинки. Листата е достапна на страницата на Министерството за труд и социјална политика www.mtsp.gov.mk. Повеќе информации на телефонскиот број 15505 или на имейл адресата investicija@mtsp.gov.mk. Влада на Република Македонија. Кога градите еден систем или кога го реформирате постојниот, мора да бидете сигурни дека истиот овозможува еднакви услови за сите. Кога ќе увидите некои пречки, мора постојано да работите на нивно отстранување, бидејќи никој не смее истите да ги почувствува на сопствениот грб. Во процесот на реформирање на јавното здравство, најважно од се е да се внимава здравствената заштита да биде што подостапна за оние на кои што им е најпотребна. Токму од тие причини, овозможивме бесплатно болничко лекување за пензионерите со пензии пониски од просечната. Пензионерите, при користењето на оваа програма за болничко лекување, треба само да го покажат пензискиот чек како доказ дека земаат пониска пензија од просечната. Кога ќе си посакаме добро здравје, треба да бидеме сигурни дека сите имаат еднаков пристап до здравствената заштита, затоа што здравјето нема цена. За подобро и модерно здравство. Ова млеко е создадено во одгледувалишта кои што ги применуваат стандардите за благосостојба на животните и добрата хигиенска пракса. Произведено е во похигиенски услови. Ги задоволува европските стандарди за квалитет и безбедност. Содржи повисок процент на протеини, содржи повисок процент на масленост. Ова млеко е со екстра класа. Ах да, производителот на ова млеко ќе добие повисоки субвенции поради повисоката класа на млекото. Владата на Република Македонија доделува повисоки субвенции за подобрување на квалитетот на млекото, што е во интерес на државата и на земјоделците. Од 2014 година субвенциите за млекото ќе се исплаќаат според квалитетот. За повеќе информации информирајте се во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во вашата општина. За подобро, модерно земјоделство.
За модерна и европска администрација го зајакнавме механизмот на прибавување податоци, документи и слично по службена должност. Кога еден граѓанин ќе има потреба да извади некој службен документ, за чие издавање е потребно поседување на други документи кои ги поседуваат други државни органи, тој треба да поднесе барање само до институцијата која ја издава службената исправа. Потоа самата институција ќе има обврска да ги прибави сите останати документи од другите институции и на граѓанинот да му го издаде документот без тој да шета од шалтер до шалтер, да губи време, енергија и да плаќа скапи услуги. Например, ако граѓанинот аплицира за бесплатна правна помош, треба да пополни само образец кој ќе го достави до Министерството за правда. Потоа, обврска на Министерството е да се обрати до Централен регистар за потврда дека граѓанинот нема фирма на свое име, до Заводот за пензиско осигурување за потврда дека не прима пензија, до Управа за јавни приходи за потврда дека граѓанинот нема остварено дополнителни приходи и така натаму. Граѓанинот на прво место. Реформа на администрацијата. Повеќе информации на mioa.gov.mk. Како млад постојано барав забава, одбегнував одговорности и не размислав за иднината. Иако има се што еден човек може да посака, нешто ми недостасуваше. Кога ги гледав моите пријатели како оформуваат семејства, сватив дека токму тоа ми недостасува, а решив да ја побарам Јана за сопруга и за моја среќа се согласи. Раѓањето на нашето прво дете не направи посреќни од што мислевме дека е возможно. Семејството ме научи да бидам одговорен и посветен кон се во мојот живот. Без Јана и децата, мојот живот би бил некомплетен. Знам дека го направи вистинскиот избор. Одбрав семејство. Семејството и децата се нашето најголемо богатство. Поголема инвестиција во истражување и развој, мора да имам најдобар производ. Се зголемува продажбата, ќе воведам трета смена. Ќе вложам уште $20,000 во маркетинг. Опа, Тоевко, $35,000. Сега продавам. Со повеќе практична настава и најдобрите светски програми и книги го поттикнуваме предприемничкото размислување за да бидеме конкурентни во светот и да оствариме подобра иднина за себе. Дај си рака. Том завршиме, одма правиме фирма. Образованието е највредната инвестиција. Секој што се занимава со земјоделие, знае дека е важно да се добие квалитетен и богат род, но уште поважно е кога ќе се добие. Колку порано, толку цената е повисока. Оранжериите се значителна инвестиција, што ветува поголемо производство, поголем приход и што побрзо се враќа. Затоа инвестирајте во изградба на пластеници и стакленици. Владата на Република Македонија преку програмата ИПАРД ви овозможува да ви се надомести 50% од инвестицијата. Искористете ја можноста. Инвестирајте во модерно земјоделие. Добро е кога има некој да ти помогне. Топ здравствена услуга. Топ здравствена услуга е услуга која е резултат на воведување на национален електронски систем за закажување пациенти Мој термин, закон за медицински студии, унапредување на хоспиталната култура, болничко лекување без партиципација, лекување во странство за максимум €200, до обучување на здравствените работници во странство и намалување на цените на лековите. Со воведување на електронскиот систем за закажување пациенти интервенции, Мој термин, се намалува административната работа на лекарите и значително се редуцира бројот на вратени пациенти поради погрешни упати рецепти, лошо евидентирани диагнози, погрешни или невалидни факсимили на специјалисти и погрешно прочитани генерики на лекови. Мој термин. За подобро и модерно здравство. Дали се подготвуваш за инвестиција во агробизнисот? Имаш идеја, имаш способност, имаш отворени можности што ги нуди ИПАРД програмата, но немаш доволно пари. Со цел поддршка на земјоделците, преработувачите на земјоделски производи, земјоделски стопанства и мали и средни предпријатија кои имаат склучена договор за финансиска поддршка со Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој, Владата на Република Македонија обезбеди кредитни линии за реализација на индивидуални проекти преку ИПАРД програмата со поволни каматни стапки преку Македонската банка за поддршка на развојот. Средствата од кредитните линии се пласираат преку комерцијалните банки и штедилници, каде што може и да се добијат подетални информации околу условите за користење на овие поволни кредити. Искористете ја можноста. Влада на Република Македонија.
според вас најголемиот предизвик со кој се соочуваат земјоделците? Многумина мислат дека тоа е неизвестниот пласман, но јас не мислам така. Најголем предизвик за нашите земјоделци е искористувањето на средствата кои им следуваат. Како тоа мислите? Што им следува на нашите земјоделци, а тие не знаат? Можете ли да бидете поконкретни? Досега во државава влегле околу 90 милиони евра европски пари. Тоа се пари наменети за македонските земјоделци. Овие средства може целосно да се искористат во наредните неколку години. Или ако сакате, со тие средства земјоделците сега ќе можат да набават неколку илјади нови трактори, плугови, прскалки, да обезбедат наводнување на јадници хектари земја со системот капка по капка, да ги обноват сите стари овошни или лозови насади, да се опремат сите винарии во Македонија, да се изградат десетници ладилници за овошје, зеленчук, печурки, билки, да се набават стотина лактофризери, да се остварат стотици работилници со занаетчиски активности или стотици нови објекти за рурален туризам и рибници. Со други зборови, да се обезбеди се што е потребно на македонските земјоделци и земјоделско стопанство и да се отворат нови работни места. Аплицирај и доби средства од програмата на ИПАРТ за следниве мерки. Инвестиции во земјоделски стопанства со цел нивно преструктурирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската Унија. Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските производи со нивно преструктурирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската Унија. Диверзификација и развој на рурални економски активности. За повеќе информации посетија страната www.ipart.gov.mk и www.ipart.gov.mk или обрати се во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој, АФП ЗРР. Добре кога има некој да ти помогне.